факултет за правни науки при ФОН универзитет. Живееме во земја на знаење, земја на писменост, земја во која владее правото, земја која се стреми кон влез во Европската унија. Но колку ние самите се трудиме да ја отвориме железната порта на Европа, е прашање кое треба почесто да си го поставуваме. Европа, феникиска принцеза која Зевс ја грабнал заземајки облик на прекрасен бел бик. Од старогрчката митологија до модерната историја. Нешто свето, посакувано, но не и недостижно. Македонија, малиот центар на Балканот, го добива статусот на земја кандидат. Препораките кои ни ги испраќа Европа представуваат клуч кој ја отклучува железната порта, а нашите придржувања кон нив неизини поттурнувања. Дали сме доволно силни и одлучни за да ги започнеме? Кога конечно би ја отвориле и би ги направиле првите чекори, би се соединиле со големото европско семејство. Од тој момент новинарите би се ослободиле од лисиците на власта, а нашиот поглед кон розевата сегашност би се обоил во бојата во која треба вистински да е. Бројните притисоци врз медиумите би запреле, а ние би ги добивали информациите во својата вистинска форма, а не во изобличена каква што е денес. Од друга страна, денес имаме повеќе вистини, односно нивни варијанти. Доволно е само да го избереш твојот омилен телевизиски канал. Зависи од расположението или пак од финансиите. И кога ќе одбереш, се ставаш во интересна ситуација. Вести во облик турска серија или сопствени видувања. Ке се изнасмееш или ке се зачудиш. За емисии, интервју и дебати во вистинска смисла на зборот, можеме само да се погледнеме зачудено. Голема реткост и секогаш однапред подготвено сценарио. Да, проблем е кога сакаш да ја слушнеш вистината. Тогаш мораш самиот да седнеш, да размислиш и анализираш. Или пак можеш да одеш кај пријателите, но и тогаш мораш да бираш. Исто е како и со телевизиските канали. Идат мигови кога е потребно да се погледнеме со реална совест себе си и деновите кои трчаат кон нас. И кога овој поглед ќе го насочеме кон вистинскиот правец, ќе добиеме иднина каква што сите посакуваме. Тенката линија што го одделува успехот од неуспехот може да се искаже со два збора. Нема време. Дали ние имаме? Ви благодарам.